Добар ден, почитувани, добре дојдовте во магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Алергијата на храна е можна честа во детска возраст. Се имаат 6 до 8% од децата до 3 годишна возраст. Родителите не се свесни дека нивното дете е алергично на некој прехрамен продукт, се додека не го проба. Затоа, оние кои што се во близина на детето треба да умеат да ги препознаат знаците на алергија. Зошто се јавува алергија на храна во детска возраст? Дали е точно дека алергијата на млеко е најчестата алергија во раното детство? Како се лекува? На кој начин се диагностицира? Дали кај бебињата и малите деца се релевантни, односно точни, алерготестовите? За сето ова повеќе од разговорот со професор доктор Стефка Грујовска, педијатар, гастроентерохепатолог во пензија. Започуваме веднаш по рекламите. За алергијата на храна кај бебињата и децата денеска зборуваме со професор доктор Стефка Грујовска, педијатар, гастроентерохепатолог. Професорке, добар ден. Добар ден, драго ми е. Навистина ми е драго што конечно дојдовте, се договараме, може би 2 години. Добро. Но еве конечно да ја реализираме оваа емисија. Кај на мајките им се советува нивните бебиња да ги дојат во првите 4 до 6 месеци од животот. Сега во тој период, дали тие, значи мајките, доилките, смеат да внесуваат алергени во исхраната? Можат ли да му направат проблем на бебето? Вака едно широко прашање, да почнеме малце поинаку ако може. Прво има еден поширок поим, се вика интолеранција кон храна. Тоа значи луѓето да не поднесуваат одредена храна. Еден дел од тие интолеранции се алергии. Значи во основа на алергиите треба да постои алергиска реакција. И тоа најчесто алергиска реакција тип 1 кај бебињата. Кога зборуваме за алергии на протеини на кравјо млеко, тоа е најчестата алергија кај децата во првата година од животот, се јавува некаде меѓу 2 и 6% од доенчињата, се надминува некаде до крајот од третата година од животот, значи 85% од децата кои што претходно манифестирале алергија, ќе надмина. Значи не е трајна. Не е трајна. Најчесто се алергични децата од семејства каде што има алергии. Ако еден од родителите има алергија, едно 30% од децата што ќе се родат во тоа семејство, не можеме децата во проценти да ги зборуваме, имаат шанса да имаат алергија, ако се двајцата родители, процентот е далеку поголем. Се препорачува затоа доење на децата, особено доење на децата кои што се од вакви семејства. Зошто доење? Еден општ поим сакам да кажам, кога прашуваат некого дали има идеална храна, прашање во училиште или во секојдневен живот, идеална храна нема. Но идеална храна е само мајчиното млеко во првите 6 месеци од животот. Зошто? Единствена храна која што се внесува, а при тоа не се манифестира никаков нутритивен дефицит. Било која храна покасно во животот, една единствена ако е, таа не е идеална, бидејќи ќе се пројави за месец или пократко некаков нутритивен дефицит. Сега, зошто и кај доените деца може да се појави алергија на протеини на кравјо млеко? Мајките доилки внесуваат млеко во својата исхрана, особено повеќе внесуваат за да ги дојат своите деца. Еден дел од молекулите на кравјото млеко, кој е најпотентниот алерген од неколку што ги има, ќе ги наброиме кои се покасно, минуваат недигерирани, необработени низ тенкото црево на мајката, значи по пат на така наречена пиноцитоза, не е битно, се пикнуваат меѓу незините клетки на гастроинтестиналниот тракт во циркулацијата и доаѓаат во мајчината жлезда, такви недигерирани, необработени, и затоа може да предизвикаат алергија кај детето. Значи тоа е патот, иако е детето на ексклузивно доење. Алергијата најчесто се манифестира меѓу 2-тиот и 6-тиот месец по раѓањето и тоа има 3 таргет органи. Еден таргет целни органи, кожата, ви е добро познат тој атописки дерматит на лицето и на дворешните површини, црвенило, рапава кожа која се лупи на дворешните страни на рачињата и ноџињата. Друг таргет орган е
се белите дробови, децата може да добиваат рецидивни обструкции, но уште почест таргет орган во првите месеци е гастроинтестиналниот тракт. И тоа ако има брза реакција, и за доено дете тоа важи, а особено за дете кое се храни со формула, брзата реакција би била појава на оток околу усните, отежнато дишење, црвенило околу усните, најтешка форма е анафилактична, потоа во брзите реакции спаѓа повраќање, крампи што велим или болки, грчевити болки во стомакот, испразнување или пролив, кое што се јавува непосредно после консумирањето на формулата, која што формулите или адаптираните млека се прават од кравио млеко. И така веќе си поставуваме сомнение дека се работи за алергија на протеините на кравиото млеко. Значи протеините од кравиото млеко се тие кои ја прават алергијата, но има и една одложена реакција која не секогаш може веднаш да ја поврземе со внесувањето на формулата, а тоа е да имаат проктоколит или воспаление на задниот дел од дебелото црево кое што се манифестира со крвава столица, да имаме немир, да имаме едно дете кое што е вознемирено, кое што не спие, кое лежи на стомак, кое не напредува во тежина, кое развива анемија, или има обстипација, што е наспроти проливот, или пак има гастроезофагиален рефлукс, му се враќа храната, тоа се симптоми кои може да се должат на одложена реакција на алергија на протеини на кравио млеко, кои потешко се препознаваат. Брзите реакции може да ги докажеме ако се одреди нивото на имуноглобулин Е, IgE, преку крв. Тоа е покачено кај овие брзи тип 1 реакции. Но кај касните и одложени реакции IgE може да има нормални вредности. Исто така се прават кожни тестови, но секогаш се зема под знак прашање вредноста, важноста на овие алерголошки тестирања заради незрелиот имунолошки систем на детето и заради тоа што кај одложениот тип на реакции, на алергиски реакции, тие може да се негативни. Што значи тоа? Покажува негативен, добивате негативен имаме резултат? Нормални вредности на IgE, а имаме одложен тип на алергиска реакција. Детето всушност е алергично. А детето е алергично. А може да се појави позитивен одговор, односно детето е негативен? Не. Значи тоа нема. Едно 60 до 70% во колку е IgE покачено и во колку се кожните тестови позитивни е најверојатно алергија. Се работи за алергија. Знаете, во медицината ретко кога 100% ќе бидеме сигурни во првиот момент веднаш, но едно обсервирање од добар матичен лекар, од педијатар, од гастроентеролог, за кратко време ќе ни помогне да ја поставиме правата дијагноза. Значи, за среќа, овие алергии на протеини на кравио млеко се надминуваат во првата година од животот кај едно 60% од децата, потоа до крајот на третата година 85% од децата веќе немаат алергија на протеини на кравио млеко. Што да преземат родителите во тие моменти? Оние што дојат продолжуваат да дојат. Во зависност од тежината на клиничката слика се прави диета или не се прави. Ако имаме тешка анемија, ако имаме тешки крампи, силна вознемиреност, напади на крвави столици, ако имаме хипоалбуминемија, односно тоа е намалување на нивото на албумини во крвта, на протеините се препорачува на мајката и таа да држи диета, односно да не внесува млеко и евентуално други алергени. Но ако се симптомите поблаги, мајката може да продолжи да ги внесува овие хранливи продукти. За децата кои што се на вештачка исхрана, се почнува исхрана со формули, специализирани формули, кои се така направени да алергените особини на протеините се технолошки елиминирани. Разградени се протеините на помали фрагменти. Има протеини, хидролизати, се викаат тие делови од протеини, хидролизати на сурутка или на казеин, кои се составни делови на кравиото млеко,
по избор се прави и тие деца се стават на исхрана со протеински хидролизати. За среќа ги има на пазарот и овде, значи пациентот, односно родителите, може лесно да ги набават и да почнат исхрана со протеински хидролизати. За неколку дена ќе се види бенефитот, ќе се види ефектот, дека детето ќе биде добро, ќе се смири. Симптомите ќе се повлечат, ќе почне да напредува во тежина, за некој месец ќе биде нормално здраво доенче. И сега, кај некои деца, дури и протеинските хидролизати не помагаат. Тоа се деца со тешки алергии кои се хранат со аминокиселински формули, кои се многу скапи и се непријатни на вкус. И хидролизатите имаат специфичен мирис и вкус, но нивната нутритивна вредност е одлична и на хидролизатите и на аминокиселините. Зошто е важно? Важно е дека во првата година најмногу се напредува, не само во висина и тежина, туку и ткивата најмногу се градат, се гради нервниот систем, со тоа се развиваат и когнитивните функции и ние мора да обезбедиме оптимален раст и развој. Давањето на хидролизатите кај овие деца или аминокиселините ќе помогнат овие деца да не заостанат во ниеден поглед од своите здрави врсници и тие ќе бидат здрави деца. Колку долго? Иначе има и формули на база на соја, иако сојата е еден од алергените кој што се апострофира, кај деца над 6-месечна возраст може да се направи обид, да се внесат формули кои базираат на соја и да се хранат со овие формули, може, но не под 6-месечна возраст. Колку ќе трае храната од совје млека, зависи од тежината на клиничката слика. Најрано, првиот обид треба да се направи после 4-тиот месец, најрано, и во колку се појават повторно симптоми, треба да се стопира исхраната со овие млека. Тоа се вика или дупло слепо врзана проба, значи нити родителот, нити лекарот не знае која формула ја дава, дали е формулата се базира на хидролизат или обична, или да биде отворена проба, да се знае која е формулата, но при тоа најдобро да се изведе пробата во болнички услови, зашто не знаеме каква ќе биде тежината на клиничката слика. Опишани се и анафилактични реакции, особено кај деца кои што потекнуваат од осетливи фамилии. Каде што има некој од семејството, мајка или татко со алергија. И нешто друго тука сакам да нагласам, дека во овие формули нема ни лактоза. Зошто нема лактоза? Затоа што гастроинтестиналниот тракт, особено тенкото црево на овие деца кои што имаат алергија, е оштетен, воспален. Има алергиска реакција која што го оштетила. А ензимот одговорен за разградување на лактозата се наоѓа во површниот слој на клетките на тенкото црево на ентероцитите, така наречен четка срап, и тој брзо страда. И тие деца имаат транзиторно отсутство на лактаза. Тоа е ензимот кој што минливо, транзиторно. Значи тоа ќе се надмине. И затоа немаат лактоза, да не мислат случајно родителите дека нивните деца не толерираат лактоза. Зашто интолеранцијата кон лактоза не е алергиска реакција, туку е друг тип на реакција. Тоа спаѓа во групата на интолеранции, за кои што исто може да кажем некој збор. Секако ќе се задржиме најнапред на алергиите, потоа подетално за интолеранциите. А што е со оние деца, професорке, кои што непосредно по раѓањето почнуваат да пијат кравје млеко? Разредено. Дали кај нив реакциите алергиски би биле драматично посилни, отколку кај оние што се доени или пак се хранети со зависи од предиспозицијата. Зависи дали детето има така наречена алергиска диатеза, дали ќе развие алергија. Оти дали е млекото разгредено или е концентрирано, не е важно. Алергиската реакција не зависи секогаш од количината и минимална количина може да предизвика алергиска реакција. Затоа и не се препорачува, тоа е практично експеримент. Зошто? Кога имате адаптирана формула, зошто да го храните детето со кравјо млеко или со разредено кравјо млеко? Се правеле такви начини на исхрана во време кога не постоеле овие адаптираните формули, но денес сигурно не.
А може ли да даде уште некој елемент од млекото алергиска реакција? Се почесто се зборува за казеинот. Па казеинот и лактглобулинот се тие кои се протеините во млекото. И тие ги прават алергиските реакции, реков. Алергиските реакции се базираат на протеините кои што се присутни во кравиото млеко. Од тука имаме алергија. А лактозата е шекер, тој е дисахарид. Таа не може да предизвика алергиска реакција. Но оние деца кои што имаат алергија на кравио млеко, на протеинот кравио млеко, како што појаснивте, имаат транзиторна интолеранција на лактоза. Под интолеранција вака еден поширок поим, кога луѓето не толерираат некоја храна. Тогаш какви симптоми има? Се прават милион тестови на толеранција кон храна. Дали се тие тестови валидирани, дали се тие медицински оправдани, е друг проблем за голема дискусија и добиваат луѓето листи дека не толерираат 15 или 20 продукти, што не знам дали е точно. Интолеранција може да се развие заради неподнесување на некоја храна заради незиниот состав, начинот на припремање, заради присуство на адитиви, заради присуство на конзерванси, заради присуство на засладувачи или бои за храна што има и така натака и така натака. Ако е возрасен, зад интолеранција кон храна треба секогаш да се прашаме дали не се работи за некоја болест. Иначе многу често споменувана и најчесто споменувана интолеранција на лактоза. Лактозата е млечен шекер кој што има две молекули во својата основа, гликоза и галактоза, и треба лактаза, ензим, присутен во цревата, да се разгради на две молекули и да се абсорбира во дигестивниот тракт. Сега имаме конгенитално отсуство на лактоза. Тоа е фатална состојба на раѓање веднаш. Децата имаат апсолутно новородените отсуство на лактаза и тие деца кога не биле препознавани во 19-тиот и 20-тиот век на почетокот умирале. Зошто? Лактозата недигерирана, непреработена, минувала во цревото, повлекувала голема количина на вода, дехидрирале, влегувале во ацидоза и умирале. Но благодарејќи на современа медицина, кога се знае што е причината, тие се живи и здрави, се хранат со млека во кои што нема лактоза. Адаптирани формули во кои нема лактоза. Таа конгенитална е исклучително ретка. Иначе имаме примарна, секундарна и транзиторна. Примарна е кога луѓето имаат ген зарад кој што најчесто после третата година од животот ќе развијат нетолеранција, не е тоа алергија, нетолеранција кон лактоза. Зошто после третата? Па човекот е цицач и неопходно му е млекото во првата година од животот. После тоа се намалуваат потребите и во животинско царство нема после тоа хранење со млеко. А човекот се храни со млеко. И оваа нетолеранција со лактоза, односно овој ген, се контролира на некој начин, така да постепено се намалува секрецијата на лактаза. И индивидуите со старење чувствуваат, развиваат симптоми, им се дуе стомакот, пролив, претакање, болки, но дури и сами може да одредат дали може да не пијат воопшто млеко или малце може да пијат. Значи може да толерираат мала количина. Може да толерираат, постепено се намалува количината. Може, например, да толерираат кисели млека во кои што има помалце лактаза, кефир, може кашкаво сирење и така натака, да не бидат елиминирани комплетно млечните продукти кои што се пак најголем извор на калциум, кои што и на детето и на човек, возрастен човек му треба. Има секундарна интолеранција кон лактоза кај болести на гастроинтестиналниот тракт. Кај децата многу често така наречен постентеритичен синдром после акутни вирусни или бактериски инфекции на гастроинтестиналниот тракт во одреден временски период цревото е оштетено, нема лактаза, ензимот, но со време ќе се обнови и ќе има. И развојни кои се јавуваат кај предвреме родените деца пред 34-та недела, кога има турно цревото и кога уште нема лактаза. Значи има разни типови, а сите луѓе некако се оптеретени со тестовите на интолеранција кон лактоза, иако мислам лично дека сами може да одредат. Зашто не е лактозата за џабе.
И таа има своја улога во развивање на микробионот, што е многу модерен и популарен Тоа се да тие се зборува. бактерии во Тие цревата. што ги имаме бактериите во нашиот гастроинтестинален тракт, кои ще се чувари, главните чувари на нашиот имунолошки Доколку систем. ја isfрлиме лактозата, ќе го смениме составот на ќе го смениме сигурно цревната составот. флора. Аха. Во дебелото црево ќе се развијат бактерии повеќе кои што ќе ја разградуваат лактозата во дебелото црево. Значи составот на микробионот зависи од начинот на исхрана. Значи директно на имунитетот би влијаеле. Дека некој професор ќе превентивно isfрлат, велат не би требало зошто млеко без лактоза ќе примам. Пијат млеко без лактоза, јадат безглутенска храна на недокажани проблеми и сето тоа е како на извесен начин според мене моден тренд. Не треба ништо да се прави со сигурност. Влијаеме на нашиот микробион, ви реков она што е така популарно за сите. Но кога некој има транзиторна нетолеранција на лактоза и детето има одредени проблеми, така се isfрла тогаш се isfрла 3 до 4 недели се isfрла млекото. Но може се земе тогаш млеко без лактоза? Може да се земе, се разбира, но после да се врати лактозата. После колку време како да се проба? Сега индивидуално е, вие ќе пробате за 3 недели, ако има пролив или ако се пожали на стомакот, повторно ќе прекинете. Па ќе важно да пробаме. Ќе пробате со мала количина, мислам, не е ништо толку страшно да не се проба кај малите деца. Луѓето некако се навикнати за све лекар, за све тест, а мислам дека и сами на некој начин може ова да го тестираат на известен начин, се разбира. Има сериозни болести, како што се кронова болест, улцерозен колит, целијакија, каде што во подолг временски период треба да се isfрли лактозата, но тоа е сепак една друга тема, нели? Така, кај одредени потврдени кај болести. одредени потврдени болести. Да ги поканим и гледачите. Може да се вклучат во денешната емисија на телефонскиот број 02-3076-677 на наше големо задоволство. Професор доктор Стефка Грујовска, детски гастроентерохепатолог, е во студиото на Телма и таа ќе даде појаснување за сите нејасноти поврзани со денешната тема. Професорке, кога има бебек со екземи на лицето, со некакви алергиски реакции. Сега треба се премине од млечна кон немлечна исхрана, тука некаде помеѓу 4 и 6 месец. Значи треба да му се дават продукти, цврста храна. Добро. Треба ли родителите да бидат особено внимателни што внесуваат на почеток? Па треба да бидат опрезни и да има некаде после 4 месец да почнат да внесуваат цврста храна. И тука има два става. Дали после 4, дали после 6. Порано внесување на храна овозможува развој на така наречена орална толеранција. Значи, гастроинтестиналниот тракт да толерира и да не развие алергија од една страна, но од друга страна, за да дадете таква храна, вие ќе намалите внес на млеко, кое што пак е главен нутритивен дел на исхраната. Значи, ќе внесувате опрезно и се вели. Правило на 4 дена. Секој 4 дена по еден нов продукт, за да не бидеме затечени на што се должи оваа реакција кај детето, значи. И ги знаете кои се најчестите алергени, осем протеините на кравио млеко, протеините на соја, јајцето исто така може да биде белката од јајце, потоа јаткасти плодови, што секако не се внесуваат во првите 3 години од животот, потоа храна, јагоди, потоа агруми исто така, што би спаѓал морски плодови, но ние и така не ги користиме морските плодови, значи да се внесува сепак внимателно. Со самото тоа, ако детето не напредува, внимателно, да се одложи внесувањето и тоа правило на 4 дена да се запази. Кога да се внесат овие клучни алергени? Дали после дали непосредно по воведувањето на дохраната, по 9-тиот месец, по првата година? Непосредно после додавањето на храна. Бидејќи за глутенот имаше најразлични... Да, има контраверзии за глутенот. Порано се сметаше дека деца кои што се од семејства каде што има некој болен од глутенска ентеропатија, треба покасно да внесат глутен, денес не, напротив. Ако немаат симптоми, тие деца се хранат како здравите деца. Исто важат и за деца од фамилии каде што има алергија, се пробува кога пробуваат и здравите деца. Нема одлагање на внесот за евентуално развивање на така наречената орална толеранција,
кој еден имунолошки механизам кој му обезбедува на луѓето преку уста да ги запознаат и хранливите материи, токсините, и бактериите, и вирусите и така натака. Доколку кај некој дете се утврди алергиска реакција, што треба да се направи? Да се исфрлат комплетно тие продукти? Да. Или пак Не, да малку се, по не, малку да се да се внесуваат? исфрли тој продукт и во зависност од типот на алергиска реакција, дали била жестока или помалку жестока алергиската реакција, да се направи обид за најкратко време, после 4 месеци, да се внесе мала количина на алергенот. Кај деца што се алергични на протеини на кравио млеко, например, ако развиле едем на усните и така натака при внесу на млеко, прво се мачка околу устата, па се чека неколку часа, па после се дава мала количина на млеко. Значи, али најрано после 4 месеци од првиот внес. А се дават ли некакви лекови? Потребно ли е Не, да елиминационата диета е лекот. Само елиминациона диета? Да. Тоа е да. клучното. Клучното е елиминација. Да. Сите овие алергии ќе се повлечат до третата Па година или не? 95% иначе за несреќа. Има некои деца 5% што остануваат алергични. Дури има што се алергични кон многу продукти во храната и тоа е голем проблем. Како да се хранат и како да се водат тие деца, се разбира, тоа е една така посебна област да се постигне и кај нив оптимален раст и развој, да не бидат нутритивно оштетени никако, зашто нутрицијата во првата година од животот е значајна, не само заради висината, тежината, туку и за когнитивните функции, за хормонскиот статус, за имунолошкиот систем, за покасно во животот, сето тоа не е многу значајно. Значи, сепак е една емисија бара како се водат овие деца кои што имаат алергии кон повеќе видови на храна. За среќа, многу се ретки овие алергии. Но родителите обично велат, моето дете е направиле некакви испитувања, беше алергично, да речеме, на јагода, а сега е алергично и на јаболко, и на круша. Односно, што е тоа? Нетолеранција или алергија? Па се тешко вака може да се каже, знаете, Бидејќи тие тестови што укажуваат? Реков на некој процент дека некаде 6-7% од децата од доенчињата имаат алергија на протеини на кравио млеко. Но дури 20% од децата се ставаат на непотребни диети зашто родителите заклучиле дека нивните деца се алергични. Врз основа на кои тестови и какви тестови не знам. И рековме, дали се тие тестови валидирани, медицински оправдани, дали има та тест дека може да се спроведуваат, тоа не знам, не би можела да кажам. Што значи не советувате да се прават тие тестови? Советувам, прави тестови ако се под контрола на гастроентеролог. Иначе сами да одите да направите тест. Во лабораторија ќе се прават. Ако направите тест и покаже интолеранција, ќе се прашате зошто интолеранција и вие пак ќе побарате лекар да ви каже што стои за таа интолеранција, што е причината. Значи прво ќе се јавите на лекар, па после ќе правите тестови, а не обратно. Јас така барем мислам. Ова е еден добар совет, бидејќи на вистина многу често се прават многу тестови, овие прилично тестови. се скапи. И прилично се скапи. Мислам и тоа е многу значено. Исто како што и хидролизатите се скапи, но имаат оправдање. Тие се медицински оправдани. Зошто детето да се храни со хидролизат? Затоа што мора да се храни така. А за тестовите треба разговор, треба посматрање на детето, треба и таа контроли на тоа дете. Зошто ќе прогласиме интолерантно и ќе елиминираме еден нутритивен продукт, ќе го оштетиме детето, можеби без потреба. Можат ли нетолеранциите, интолеранциите да водат кон алергиски реакции? Поврзано ли е тоа едно со друго? Не е поврзано, да. Не? Едно е интолеранција, например, има интолеранција кон шеќер, овошниот шеќер, кон фруктозата, им фали ензимот. Тоа не е алергиска реакција, како и кон лактозата, што рековме. Интолеранција заради некој составен дел во храната, како што е боја, како што е адитив, како што е некој засладувач, па токсини и бактерии, исто така повраќање интолеранција ќе направат. Тоа се прашање. Оние родители што имале дете
алергично на протеини на кравијо млеко, треба ли да стравуваат и дека нивното следно дете би го имало тој проблем? Па веројатно ризикот им е поголем, но не треба да стравуваат. Треба да се опрезни, никако да стравуваат. Може ли тоа генетски да се испита, да се докаже, да се знае не. однапред? Па генетски да докажете дека ова дете ќе биде алергично, не можете. Но ќе се покаже. За кратко време ќе се покаже. За среќа, не се жестоки реакциите веднаш, ќе ги видите. Доколку некој дете има атопичен дерматитис или чести респираторни инфекции, треба да се посомневаат родителите и докторите на алергија на храна, бидејќи респираторни инфекции обично со респираторни алергени асоцираме. Да, но ќе се исклучи, ќе се направат алерголошки испитувања тогаш, кога ќе пројави една респираторна диспнеа, кога има визинг и така натака, неколку пати ако се повтори, ќе се направи. Прво ќе се јават гастроинтестиналните симптоми, најчесто се е атакиран гастроинтестиналниот тракт. Значи сепак мора да се појават и проблеми со стомакот, не може тие да бидат исклучени и да ако отсуствуваат. не се секогаш веднаш не се појавуваат. Некојаш е потребно време да помине. Нели брзите реакции веднаш, на одложените покасно. А може ли подоцна во животот да се јави оваа алергија на протеин на кравијо млеко? Не, обично не може да биде во Или непрепознаена да била, ако била блага? Не, непрепознаена, ама не жестока, ќе се надмине. А во склоп на друга болест, па во склоп на некои од тие инфламаторни болести на црева, како кронова болест или како колит или како целијакија, но тука пациентот нема да толерира, нема да биде алергија. Туку нема да го толерира млекото заради лактозата и така натака заради оштетување на цревото, кое нема да биде во состојба да го дегерира, нема да биде алергиска реакцијата. Децата многу често, професорки, се жалат на болки во стомакот. Особено во тука некаде крајот на предшколската и школската возраст. Може ли ова да е поврзано со интолеранција на исхраната? Да, на лактоза. Па може да речеме, но тоа дете треба да се обсервира, се разбира. Една болка во стомак го гледате неговиот нутритивен статус, висина, тежина, се главните параметри, има нели скали во кои се гледа дали детето влегува во просекот или отстапува. Може да отстапи во минус, но нажалост и во плюс во телесна тежина. Па потоа гледате предходни крвни слики, листате предходни заболувања, гледате нема отстапување од нормала. Многу често нема органска причина. Ако нема друг симптом, како што е повраќање, пролив, страшен губиток во телесна тежина, жолтило, главоболка, ноќна болка и така натака, не може од еден преглед да се постави диагноза, нити пак потребно е многу испитувања веднаш. При првиот преглед ова дете треба 2-3 пати да се обсервира и да се каже ова дете има органска или нема органска причина за болка, се должи ли на интолеранција, најчестата што ја спомнуваме кон лактоза. Ако мислите дека интолеранција кон лактоза, исклучите го млекото извесен период, па ќе видите. Една недела ако го исклучите, болката ќе се повлече. Значи за една недела веќе ќе ни биде јасно. Ќе ни биде јасно дали е тоа е предшколско-школска возраст, периумбиликална болка, дневна болка, која ќе ве тргне малце од тоа дека се работи за органска болка. Ќе прегледате обична урина, ќе видите дали има наод во урината, па дури една крвна слика. Што помалце го инвестигации правите за здраво дете, толку подобро. Имаме гледач на линија, да му дадеме можност да се вклучи, да постави прашање во денешниот магазин за родителство 0+ месеци. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Мајка сум на 40-дневно бебенце. Колку рековте? 40 дана. 40 дена. Да. Добро. Така, му направија испитување во болницата каде што се пораѓа за интолеранција на лактоза. Резултатот беше примарна интолеранција на лактоза, со тоа што претходно беше на адаптирано комбинирано со мајчино млеко, значи хипоорганик, а потоа откако стигна резултатот ми го сменија на адаптирано со без присуство на лактоза. Сега вака, мене ми е прашањето,
склонност на измесот. Значи, измесот Ботус веќе на не што? столицата. целосно зелен, да, столицата, целосно зелен со боја, така што кај мене се појави загриженост. Така, бидејќи напоследок- столицата е зелена, кај вас се јави загриженост, зашто се работи, дали е тоа нормално? Ако не се лажам, Да, тоа е вашето да. прашање. Да. Добро. Имате уште нешто да додадете или тоа е тоа? Па Ви би бл- сакала да кажам дека претходно значи си имаше златно-жолта столица по боја. Аха. А сега од кога е, сменивте значи, млекото, се промени бојата на Така, столицата. да. Ви Има благодарам, ви вртеви. благодарам за вклучувањето во програма. Што Па велите? мислам дека го имате одговорот сами. Деца имаат златно-жолта боја на столица кога се на природна исхрана, кога се на доење. И таа боја на столица се должи на присуството на бифидус фактор од хуманото млеко, златно-жолта со кисел мирис. Додавањето на адаптирани формули ја менува бојата на столицата, така да не треба да се плашите. Ако вашето дете напредува во тежина, сосема е во ред каква е бојата на столицата, не ве интересира. Не ве интересира ни бројот на столици, дали се 10 на ден, дали се после секој подој, или дали е една во 5 дена, и едното и другото е нормално. Значи, се тоа варијации на иста тема практично. А што се однесува до примарната интолеранција, кажам, дека некои луѓе носат ген за таа примарна интолеранција, но пред третата година од животот, најрано околу третата година, ќе се покаже дека има помалце лактоза која што е потребна во гастроинтестиналниот тракт, бидејќи овој ген го контролира еден протеин што е на блиско место на хромозомот до него. Сега да не го објаснуваме тоа, значи мислам дека немате проблем. Ако вашето дете напредува во тежина, не ве интересира бојата на столицата. Иначе, што се однесува до интолеранција кон лактоза, таа примарна интолеранција, например, во белата популација е многу честа. Честа е исто така кај африканците, кај азиците, затоа што прекинуваат да се хранат со млеко после првата година и тоа е некако генетски се модифицирало. За разлика и на бедуините што живеат, тоа е Африка веројатно, Каде што подолго време се хранат со што се хранат со млеко и млечни продукти, кај нив нема интолеранција кон лактоза. така. Исто така и кај скандинавците, затоа што и тие имале само млеко и млечни продукти во храната. Че не треба да се грижите за ова особено. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Мојот син е 8 месеци. Исклучително на доење беше до 6 месеци. Добро. Сега, откако почнам да воведувам тврда храна, најпрве почнав со банана. Добро. Му дадов банана, ама готова кашичка купечка. Толку многу ми се нафрли, што завршивме на болница, се нафрли со уртики и црвенило и таму нормално му дадоа систем со урбазон лек. Сега, после тоа, како што му внесувам одредена храна, значи сето не е алергено, еве по распоред, значи морков, тиквичка, брокула, некогаш го прифаќа нормално, си го јадам, нема реакција. Некогаш исто ми се јавува црвенило и уртики. Исто така, значи, да дојди во контакт со, еве да речеме, хартија, гума, Така, или нешто, да, било со така играчка некоја, исто пак ми се нафрла со тие такви некои уртики. Така, ве разбирам, значи имате проблем со црвенило од повеќе извори. Да. Ви благодарам за вклучување. Ова можно ли е храната или пак да некој конзерванс? Па не знам што имало во таа храна, која каша била, оти сепак ја мислам првите обиди треба со каша дома спремена, што е. Оти сама бананата и не верувам дека е таков моќен алерген, многу е ретко. А вашето дете покажало и алергија кон рече хартија и некој. Така, има гума, значи известна склоност, има дијатеза кон развивање на алергии и треба да бидете многу внимателни. Нова храна секој 4 дена и по можност сами да ја спремате. Сами да ја приготвувате. А треба некакви испитувања да прават? Не. Нема би потреба. Не би. Битно домашно подготвена храна е Да. вашиот совет. Ви благодарам, професорке, многу за вашето денешно гостување, што дојдовте простор и што дојдовте во студиото на Телма. Ви благодарам и вас.
Се надаме која друга тема ќе отвориме некој. И ќе дојдете повторно секако. Почитувани Може. Почитувани ова беше се во денешната емисија. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте.